Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Во претходното проучување завршивме со глава 18 од Евангелието според Јован, каде што е запишано судењето на Господ Исус. Прво беше донесен пред првосвештеникот Ана, но за таа средба Јован не напишал извештај. Ана беше првосвештеникот кој беше избран од религиозните водачи, но сепак беше расипан човек. Според моето сваќање, токму тој беше човекот кој го испланира апсењето и судењето на Исус. Потоа, Господ Исус беше донесен пред Кајафа за да биде суден. Кајафа не беше заинтересиран за фактите и реалноста, туку имаше за цел да го исмева и понижи Исус. Тој и неговите соработници веќе се договорија дека Исус ќе биде осуден и убиен. Но како што видовме, евреите нема авторитет да осудат некого на смрт, и затоа им беше потребна помошта од римските власти, конкретно од Пилат. Народот се собра во дворот на Пилат и тој ги слушна нивните обвинувања. Свати дека нешто не е во ред со тоа што го кажуваат и сакаше да се огради од случајот. Но многу брзо свати дека религиозните водачи нема да му го дозволат тоа. Пилат им рече: "Вие судете го." А тие му одговорија: "Овој човек заслужува да биде осуден на смрт." Мислам дека Пилат не беше сосема свесен за тоа што се случуваше пред неговите очи. Го повика Исус внатре и го праша: "Ти навистина си цар, нели?" Господ Исус му објасни дека неговото царство не е од овој свет. Еден ден тоа царство навистина ќе биде воспоставено на овој свет, но тоа нема да се случи на ист начин на кој се воспоставуваат човечките царства, преку војни и политички манипулации. Токму затоа Божјото царство е многу поразлично од човечките царства. Пилат беше збунет, бидејќи беше свесен дека оној кој стои пред него не е обичен човек. Но од друга страна, не му беше јасно зошто Исус е толку мирен и кроток, и покрај тоа што му се заканува смртна казна. Потоа Пилат го изведе Господ Исус надвор пред луѓето и им рече на религиозните водачи: "Не најдов никаква вина во него. Не направил нешто со кое заслужува да му биде изречена смртна казна." Со оглед на тоа што беше Пасха, римските власти имаа обичај да ослободат по еден еврејски затвореник за време на празникот. Пилат им рече на присутните: "Ајде да направиме вака. Јас ќе го ослободам Исус, а потоа вие решете го овој проблем на помирен начин." Но народот не се согласи со тој предлог. Наместо Исус, тие побараа да биде ослободен Варава. На Пилат не му беше јасно како може народот да бара ослободување на Варава, кој беше криминалец, а сакаат Исус да биде осуден на смрт. Исус и Варава беа сосема различни. Пилат беше збунет и затоа сакаше да го избегне моментот на носење пресуда, бидејќи знаеше дека нема никаква вина во Исус. Но од Божја перспектива, Пилат беше оној на кој му се судеше, а не Господ Исус. Затоа, тој повторно го внесе Исус внатре за да разговара со него насамо. Патем, ако го прочитате текстот, ќе забележите дека барем 7 пати Пилат јасно кажува дека Исус не е виновен. Според тоа што е запишано во Евангелието според Лука 23:20 и 23:22, Пилат сакаше да го ослободи Исус. Исто и во Евангелието според Јован 19:12, читаме дека Пилат бараше начин како да го ослободи. И во Дела апостолски 3:13 се потврдува истото. Во тоа делумно имаше влијание и неговата сопруга, која му рече да не го осуди Исус на смрт. Тој се обиде да им ја префрли топката на евреите, но безуспешно. И покрај тоа што Пилат не сакаше да го осуди Исус на смрт, сепак на крајот попушти и му одреди смртна казна. Ке го прочитам првиот стих. Тогаш Пилат го зеде Исус и го предаде да го камшикуваат. Ако ова судење беше фер, Исус требаше да биде ослободен. Тој не беше виновен за сите обвиненија кои религиозните водачи ги покренаа против него. Проблемот во целата ситуација е тоа што Пилат не само што го даде Исус да биде осуден на смрт, туку им заповеда на војниците и да го камшикуваат. Може би мислеше дека тоа ќе ги омекне срцата на луѓето и ќе побараат да не биде распнат. Војниците сплетоа венец од трње, му го кладоа на главата и му облекоа багреница. Во тоа време, римските војници имале слобода
да се исмеваат со оние кои биле осудени на смрт. Токму тоа го направија и со Господ Исус. И велеа: "Те поздравуваме, царе јудејски", и го удираа по образите. Војниците со него играа игра која била позната под името жешка рака. На војниците им беше дадена слобода и можеа да прават се што сакаат, а тие ја искористија шансата да го малтретираат. Играта се состоела во тоа што војниците му ги покажувале рацете на затвореникот, му ги врзувале очите и сите го удирале со исклучок на еден. Потоа му ги одврзувале очите, и ако затвореникот се уште бил при свест, го терале да погоди кој е тој што не го удрил. Се разбира, дури и да погодил затвореникот, војниците не би признале. Тоа во превод значи дека војниците го тепаа Исус и тоа крвнички. Неговото лице беше толку крваво и полно со рани, што на крајот не беше препознатливо. Токму на тоа мислел пророкот Исаија кога кажал: "Како што мнозина беа вџашени, гледајќи во него, толку ликот негов беше обезличен повеќе, отколку на секој човек, и видот негов повеќе, отколку на синовите човечки." Сетете се исто што пишува и во Исаија 53:2. "Нема во него ни убавина, ниту величие. Ние го видовме и во него немаше изглед што ќе не привлекува кон него." Во една од црквите каде што служев во минатото, еден од членовите беше капетан на противпожарната бригада во Нешвил, Тенеси. Едно утро додека биле на терен на највисокиот дел од скалите за спасување, некој камион го удрило противпожарното возило и ги турнало пожарникарите од скалата. Откако ги однеле во болница, неговото семејство ми се јави да ме извести за несреќата. Кога отидов во болницата, го гледав човекот, но не можев да го препознаам. Неговото лице воопшто не изгледаше како лице на човек. Не можев да му ги видам очите. Му недостасуваше носот и гледката беше навистина страшна. Додека го гледав мојот пријател, размислував на овој стих. Мислам дека за нас е тешко да разбереме колку лошо бил претепан Исус. Кога војниците завршија со тепање и го донесоа пред толпата, сигурен сум дека барем на дел од луѓето не им беше сеедно што го гледаат таков. Во стих 4 читаме за една сцена слична како претходната. Откако војниците го камшикуваа и тепаа, го донесоа повторно кај Пилат, кој пак им го покаже Исус на луѓето, за да видат дека добил казна. Тој се надеваше дека на разгневената толпа тоа ќе и биде доволно. Пилат пак излезе надвор и им рече: "Еве ви го изведувам надвор, за да разберете дека не наоѓам во него никаква вина." Какво лицемерие! Иако вели дека не нашол никаква вина во него, сепак го предаде да биде камшикуван и тепан. Тогаш излезе Исус надвор, со трнов венец и багреница, и им рече Пилат: "Еве го човекот." Пилат рече: "Еве го човекот", но во суштина Исус не беше обичен човек. Тој беше Божјото јагне кое на себе го зеде гревот на светот. Стих 6. А кога го видоа првосвештениците и слугите, завикаа и рекоа: "Распни го, распни." Пилат им рече: "Земете го вие и распнете го, зашто јас не наоѓам во него вина." Ова беше моментот кога Пилат побара сад со вода за да ги измие рацете. Стихови 7 и 8. Јудејците му одговорија: "Ние имаме закон и според нашиот закон тој треба да умре, зашто сам се направи син Божји." Кога го чу Пилат овој збор, уште повеќе се исплаши. На Пилат не му беше сеедно за тоа што го слушна. Затоа повторно го внесе Исус внатре, за да разговараат. И пак влезе во преторијата и му рече на Исус: "Од каде си ти?" Но Исус не му даде одговор. Пилат му рече: "Мене ли не ми одговараш? Не знаеш ли дека имам власт да те распнам и власт имам да те пуштам?" Исус одговори: "Ти не би имал никаква власт над мене, ако не ти беше дадено од озгора. Затоа поголем греф има оној што ме предаде на тебе." Иако Исус беше предаден на Пилат од страна на религиозните водачи, сепак тоа не значеше дека Пилат не е одговорен за своите постапки. Тој е виновен, бидејќи го осуди на смрт безгрешниот Божји син. Како што можете да забележите, неколку пати се обиде да ја избегне одговорноста за носење одлука, но безуспешно. Секој од нас треба да донесе одлука што ќе стори со Господ Исус. Ќе го прифатиме или ќе го отфрлиме под притисокот на светот.
Слушнете што пишува во стих 12. Оттогаш Пилат гледаше да го пушти, но јудејците пак викаа, зборувајки: ако го пуштиш него, не си му пријател на Цезарот. Секој што се прави цар, противник му е на Цезарот. Овие зборови се всушност закана до Пилат. Религиозните водачи како да му велат: ако не го осудиш овој човек на смрт, може би Цезарот ќе дознае дека ги толерираш оние кои му се конкуренција. Се разбира, Пилат не сакаше да се случи тоа. Тој беше политичар, спремен да стори се што е потребно само да остане на власт. Навистина е голема штета што и денес во светот има голем број политичари, чија главна цел е да останат на власт. Таквите не ги интересира што е правилно, а што погрешно. Спремни се да сторат се, само за да имаат власт и моки. По овој краток разговор, Пилат го изведе Исус пред народот. Штом го чу овој збор, Пилат го изведе Исус надвор и седна на судскиот стол, на местото што се вика Литостротон, а по еврејски Гавата. Тогаш беше петок пред Пасха, околу 6-тиот час, и им рече Пилат на јудејците: еве го вашиот цар. Како што можете да забележите, Исус беше предаден во рацете на грешни луѓе, кои имаа политичка и религиозна моќ. Неговата смрт на крстот може да се погледне од неколку перспективи и сметам дека е добро да ги имаме на ум. Од гледна точка на Бог, крстот беше откупување, односно место каде Бог ни покажа милост на сите нас. На крстот, Господ Исус ја плати потребната цена, односно казната која сите ја заслужуваме поради нашите гревови. Крстот на Голгота е место каде што Бог го покажа својот суд, но и својата милост. На крстот, невиниот пострада за нас виновните. Од перспектива на Господ Исус Христос, кој е спасителот на светот, неговата смрт беше жртва. Тој се принесе на крстот како на жртвеник и тоа го стори за да плати за нашиот грев. Сето тоа беше знак на послушност кон Отецот. Во Филипјаните 2:8 апостолот Павле вели дека беше послушен до смрт, дури до смрт на крст. Од наша перспектива, како верници, тоа што се случи на крстот беше замена. Тој го зеде моето и вашето место. Безгрешниот пострада за нас грешните. Единствениот кој беше праведен беше казнет поради нас, неправедните. Самиот тој ги носеше нашите гревови на крстот во телото свое, да ослободени од гревовите, да живееме за правдата. Преку неговата рана се исцеливте. Од перспектива на сатаната, тоа што се случи на крстот беше триумф, но исто така и пораз. Во Едемската градина, кога ги измами Адам и Ева да каснат од плодот, Бог му рече дека ќе го касне за петата семето на жената. Но истата таа пета која беше касната е петата која ја смачка неговата глава. Преку смртта, тој го победи оној кој ја има власта над смртта, односно ѓаволот. Смртта на Господ Исус може и треба да се погледне и од перспектива на светот. За луѓето од светот, ова беше само трагична смрт и ништо повеќе. На тој начин апостолот Јован ја представува во Евангелието. Тие сметаа дека Исус е обичен човек кој се мешал таму каде што нема е местото и затоа е казнет со смрт на крст. Поголемиот дел од народот не свати кој е тој на вистина. Забележете што пишува во стих 15. Но тие викаа: земи, земи, распни го. Пилат им рече: царот ваш ли да го распнам? Првосвештениците одговорија: ние немаме цар освен Цезарот. Во Матеј 27:24 пишува дека Пилат рече: невин сум за крвта на овој праведник, мислете му вие. Најстарата исповед на христијанската вера вели дека Исус беше распнат под Понтиј Пилат. Колку и да се обидуваше, Пилат не можеше да ја избегне одговорноста за гревот. И тогаш им го предаде за да биде распнат. И го зедоа Исус и го поведоа. Слушнете што пишува во Псалм 94, 20 и 21. Па зар до тебе ќе се приближи престолот безбожнички, оној што работи спротивно на законот твој? Ја ловат душата на праведниот и осудуваат невини на смрт. Токму тоа се случи и со Господ Исус. И носејќи го својот крст, тој излезе на местото наречено Черепница, а по еврејски Голгота. Таму го распнаа, а со него и други двајца,
од едната и од другата страна, а насреде Исус. Местото каде што го распнаа беше познато под името Голгота. Забележете дека Јован не дава многу детали во однос на самото распнување. Единственото нешто што ни го кажува во однос на тоа е дека заедно со Исус распнаа и 20 други разбойници и дека над главата му ставија надпис. Стихови 19 и 20. Пилат пак напише и надпис и го кладе на крстот. А беше напишано: Исус од Назарет, цар јудејски. Овој надпис го читаа мнозина од јудејците, бидејќи местото каде што беше распнат Исус беше близу до градот. А беше напишано на еврејски, грчки и латински. Сигурен сум дека луѓето не беа свесни за ова, но со тоа што го сторија тие исполнија едно многу старо пророштво. Може би ќе се сетите, но во Стариот Завет, кога беа принесувани јунец и јарец како жртва за грев, тие беа убивани надвор од зидовите на градот. Господ Исус беше убиен надвор од зидовите на градот и го даде својот живот како откуп дури за оние кои го камшикуваа, тепаа и распнаа на крстот. Не знаеја, но со нивните постапки исполнија многу важно пророштво. Слушнете што пишува во следниот стих. Првосвештениците пак, јудејски, му рекоа на Пилат: не пишувај цар јудејски, туку дека тој рече: јас сум цар јудејски. Надписот над неговата глава беше напишан на еврејски, бидејќи тоа беше јазикот на религијата. Беше напишан и на грчки, бидејќи тоа беше јазикот на културата и образованието, но и на латински, бидејќи тоа беше јазикот на законот и редот. Сите можеа да видат и да разберат за што станува збор. Во стих 23 пишува: а војниците, кога го распнаа Исус, ги зедоа лиштата негови и ги разделија на 4 дела, по еден дел на секого и хитонот. Хитонот пак не беше шиен, туку исткаен од озгора па додолу. Хитонот, односно наметката, беше квалитетна и скапа, и затоа сакаја да ја разделат. Со оглед на тоа што Исус не беше многу богат, сигурен сум дека некој му ја поклонил. Веднаш под крстот, војниците фрлаа ждрепка за да одлучат кој ќе ја земе неговата наметка. Тогаш си рекоа: да не го расипуваме, но да фрлиме за него жрепка, чиј ќе биде. За да се збидне кажаното во писмото: ги разделија лиштата мои меѓу себе и за облеката моја фрлија ждрепка. Така и направија војниците. Тоа е исполнување на пророштвото, запишано во Псалм 22:18. Слушнете што се случи потоа. Покрај крстот Исусов стоеја мајка му негова и сестрата на мајка му, Марија Клеопова и Марија Магдалена. А Исус, што ми ја виде мајка си, и ученикот кого посебно го љубеше како стои, и рече на мајка си: жено, ете ти син. Потоа му рече на ученикот: ете ти мајка. И од тој час ученикот ја зеде кај себе. Очигледно е дека ученикот е апостолот Јован. Како што можете да забележите, Јован не дава детални информации за распнувањето. По ова, знаејќи Исус дека се е свршено, за да се исполни писмото, рече: жеден сум. Со тоа се исполни уште едно пророштво дадено за него. Таму стоеше сад полн со оцет. Тие наквасија сунгер во оцетот, го закачија на трска и му принесоа до устата негова. Тоа беше исполнување на пророштвото, запишано во Псалм 69:21. А кога вкуси Исус оцет, рече: се сврши, и кога ја наведна главата, го предаде духот. Ке прескокнам неколку стихови и ке почнам со читање од стих 33. А кога дојдоа до Исус и го видоа дека беше веќе умрен, не му ги прекршија колената, но еден од војниците со копје му ги прободе ребрата и наеднаш истече крв и вода. И тој што виде, посведочи, и сведоштвото му е вистинско, и знае дека ја кажува вистината, за да поверувате вие. Бидејќи ова стана за да се исполни писмото, коска негова нема да се прекрши. Со тоа се исполни пророштвото, дадено во Псалм 34:20. Господ ги чува сите коски нивни, и ниедна од нив нема да се скрши. И друго писмо пак вели: ке погледнат на оној кого го прободоа. Ке погледнат на оној кого го прободоа,
е пророштвото запишано во Захарија 12:10. Иако војниците не беа свесни за тоа, но со самото тоа што не му ги скршија коските и го прободеа, тие исполнија две многу стари претскажувања дадени за Месијата. Тука ќе завршиме со денешното проучување. Следниот пат ќе продолжиме таму каде што застанавме денес. До тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Nis Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.